Државата има потреба од инженери, доктори и други стручни кадри, а тие секако очекуваат да бидат повеќе платени за да се вложат во државниот сектор и не би работеле за 500 евра, велат од Конфедерацијата на слободни синдикати на Македонија. Според првиот човек Ралповски, потребно е да се покачат сите плати, не само минималецот. Најави дека наскоро на иста маса ќе седнат заедно со дел од работодавачите и ќе преговараат. Ако се покачи платата на 500 или 600 евра, тогаш на кого ќе се покачи таа плата? Само на оние што се до 500 и 600 евра. Што останува со другите 400-500 работници кои што знаеме дека низ годините со покачувањето на минималната плата не се покачуваат тие плати и настана еден голем хаос. Ние имаме во државата недостаток на инженери, на ветеринари, имаме недостаток на доктори. Доктори, ветеринари, инженери не работат за 500-600 евра. Затоа кажуваме, ако се покачува минималната плата, треба да се покачи на сите работници. Според заменик министерот за економија Ристевски, владата нема проблем да спроведе што и да се договорат во врска со минималната плата, синдикатите и работодавачите. Е усогласен ставот на владата. Ние го прифаќаме, меѓутоа со претходен договор помеѓу работодавачите и синдикатите. Она што ќе го испреговарат, тоа значи и поголемо полнење од придадености на буџетот на Република Македонија, нормално поголеми плати и поголема минимална плата. Меѓутоа, за да тоа се случи, сепак треба тоа да го издржи бизнес секторот пред се приватниот сектор, бидејќи од 710 регистрирани према статистика вработени во Македонија 710.000, рачунајте дека околу 600.000 се токму во приватниот сектор и најголем удар ќе биде на приватниот сектор. Инаку, последната седница на Економско-социјалниот совет заврши без договор за зголемување на минималната плата. Владата вели дека не е против раст на минималецот, но инсистира тој да биде економски оправдан. Премиерот Мицкоски истакна дека целта на владата да создаде посилна економија која отвара нови работни места и обезбедува достоинствен животен стандард за секој граѓанин.